Не можеме да бидеме здрави ментално ако сме изолирани, ако секој од дома за себе си гледа што му е најдобро или сега многу помодерно, сега може би ќе има многу негативни коментари, ама ќе го кажам и гајле, работам на себе. Теодора, како си? Фала ти на прашање, добро сум, обично го накара реда се прашуваме на улица како сме и си тикаме, еве добро ти како си. Морам да ти кажам дека сум конечно добро, затоа што веројатно 15 дена на почеток на мај никој не работеше. Да. Па поради тоа не работев ни јас, па се овие 2 недели не можевме да постигнеме. Мислам дека не само јас, ама сите што останавме во Скопје, можеби требаше да отидеме негде зашто онака немаше работа. Ти како си? Да, јас добар сум, недела малце сум under the weather, што би рекле американците. Многу викање, многу зборење валјда у микрофон. Не, ова баш насните погоди нели епизоди ги ставаме среда. 4 од 5 среди беа државни празници. И ама добро, среќа ја бар имав кај да идам, дома си бев на село Струмичко и супер си поминав, ама еве сега ова недела ни е турбо, снимаме за да може летово да има епизоди, да и да одмориме малку. И да одмориме малку, тоа што викаш. Да почнеме и со тебе како и со сите други гости. Што за тебе представува ментално здравје? Ти како почнуваш со најтешкото? Сега е многу актуелно, нели, да зборуваме за ментално здравје. Некогаш и мислам дека веќе сме стасани до степен каде што не зборуваме доволно, ама мислам дека некако се измешаа многу работи, па секој се повикува за стручен да дава некои универзални правила, што треба еден човек да прави, како треба да се справува со менталните потешкоти. Јас би кажала за мене, еве, можам и од медицински аспект да зборам, она што го имам учено, бидејќи мојата позадина е дипломирана медицинска сестра, но за мене лично, надвор од книгите по психологија, ментално здравје е еден, ајде да го наречам мир, односно моментот кога ги прифаќаш состојбите какви што се, без она токсична позитивност дека сега треба сите да бидеме весели ако нешто ни се случува. Па бори се Савајле направи нешто за себе, не му давај на животот на негативните моменти да те обзема, значи нега, ако мене Савајле не ми е добро, ќе ти се јавев, ќе ти кажав ја денеска не доаѓам. И јас така го негувам моето ментално здравје и според мене уште една многу важна работа и што според мене е менталното здравје, тоа е солидарност и емпатијата, затоа што не можеме да бидеме здрави ментално ако сме изолирани, ако секој од дома за себе си гледа што му е најдобро или сега многу помодерно, сега може би ќе има многу негативни коментари, ама ќе го кажам и гајле, работам на себе. Има една мантра на граница со секта, работам на себе. Зашто не можеме ние сите по дома да седиме и да работиме на себе и да бидеме длабоко тажни и депресивни, за да ни е добро, ни треба заедница, некогаш тоа се викаше колектив, сега е општество, ни треба поголема солидарност и емпатија за да бидеме добри. Да, па ние не сме создадени да живееме самите со себе. Ние сме создадени да бидеме дел од една заедница, од еден колектив. Само така може и да напредуваме на некој начин. Мислам дека тоа е едно од работите и баш го спомнавме пред снимање. Постои една токсична култура на self-help, не знам, работење сами на себе, кај што да, има милион книги, ресурси, подкасти и сметам дека ако сега јас земам една книга да прочитам за само подобрување или self-help, ја ќе извлечам некои работи кои што ќе ги употребам денеска у животот, ќе ми помогнат. Ама мислам што е проблемот со тоа е дека очекуваме ако на некој му помогнало тоа и да го ископираме и сега ние ќе живееме многу подобар живот, и баш тоа сите го бараме како до инстант промена, така како до инстант успех и тука е проблемот зашто ова станува токсично и самите разговори за подобрување, за подобар живот и ќе очекуваме дека ако за Теодора сега нешто работи, она ќе зборува за тоа
Ја ќе ја ископирам и за мене ќе работи, ама не е така. И очекуваме инстант среќа, оној допамин и сите оние нели хормони што се лачат кога гледаме во телефонот или деца мали кога се како издрогирани кога гледаат во телефон, затоа што можеби го подценуваме моментот што живееме во релативно многу мирни времиња. Има изолирани случаи на војни во светот. Имавме нели пандемија во која за жал умреа многу луѓе, но ние не знаеме како е како нашите баби што се родени во Прва светска војна, па имало и Втора светска војна, од 10 деца што ги родили им умреле 6, работеле на ниви од сабајле до вечер и знаеш сега да не видам као тетките што викаат ајде досадно ти е за тоа си депресивен, ама ние живееме во релативно многу мирен свет. И мислам дека го зимаме тоа здраво за готово. Затоа што и очекуваме дека се треба да бидеме среќни. Тоа повеќе знаат стручните лица, состојбата на постојано смеење и среќа и викање и манија е манична болест, тоа е шифра во психијатријата, каде што е нереално ти да видиш постојано среќен или постојано тажен. Ајде сега да го цитирам една работа од Достоевски, нели нема среќен живот, има само среќни денови. Значи во нашите животи ние ќе бидеме сведоци дека ни умрел некој близок, се разболел, нас ќе ни се случи нешто. Ќе се случат многу убави работи. Јас минатата година станав мајка, но тоа дете има денови кога е болно, има денови кога е најзлатното дете на светот, има денови кога си викам да станам сабајле, се спакувам и да ме нема никој да не гледам. И тоа се случува во 24 часа. И сега што треба да земам на Инстаграм да се сликам и да викам леле, знаеш, златото мое колку било убаво, дигнала нешто коцки направила, у претходниот пола саат цацу мурлала затоа што не можеш, изморен си, работиш, дете дома, градинка, сакаш социјален живот да имаш. Сега да не се лажеме и да не бараме нешто инстант, зашто инстант во животот ништо нема. Јас тоа секогаш го споредувам со одгледување на нешто, на работење на земја, бидејќи сум од Рачева, и тоа го кажувам секогаш секаде, зашто нешто и луѓето многу сака да се преправат од кај се и кој се. Да земеш да насадиш еден кромит, нели по тоа сме познати, не може да има кромит за 2 дена да јадеш. Иако сега сите села се модернизирани, ама нели порано и помалите села во некои порурални места, ако ти немаш земја, не садиш, ќе умреш. Нема тоа. И сега за да додеш ти до процесот од таа семка арпаџик од кромит кој ќе го насадиш, за да правиш салата на пролет треба да помине време. И па сега според мене така и во животот. И се друго е замачкување очи и ние самите си се лажеме дека може поинаку и само стануваме потажни, подепресивни, отколку што си помагаме на себе кога ќе ги прифатиме работите какви што се. Да, мене секогаш ми текнува на изјава на, не знам дали сега кој спортист го има кажано ова, ама у стилот као ми требаше 20 години да станам overnight success. Така, кој што ти работиш, без разлика дали е спорт, дали е култура, дали било што, која и да е професија, и да, од една таа работа некојаш ќе дојде ќе се исплати. И сите мислат, гледај го овој успеал од една утакмица изиграл супер 3 гола дал, утре ден таа е главна звезда, ама не, што претходило на самиот тој процес да дојде до тоа, тоа не го гледаме, бидејќи едно не секојаш е толку видливо на прво на голо око, мора да се направи, да се види, да се побара, да се направи ресерч, а друго не ни одговара, пошто треба време да посветиме на тој процес за да доеме до тој некој резултат кој што сега го гледаме кај таа личност. Да, многу е лошо, го спомена, многу е лошо споредувањето, затоа што луѓе многу сакаат да се споредуваат, но нека се споредат, да речем и со лошите работи. Ако веќе се споредуваме за тоа што некој имал сега пари или постигнал нешто што за нас лично е успех, да се споредиме тогаш и со неговите проблеми. Еве ќе го споменам, го знаат сите веројатно што ќе го гледаат ова, Галеб од Агеласт. Значи, он работел 20 и кусур години, сега има ултра успешен подкаст во регионот и нели во диаспората. Ама Агела се без родители од својата 12-та година. Се грижат за својата сестра, која е со Даунов синдром.
растел на улица без пари и сега на 42 години, после 20 години секаде работење, тоа што честно работел му се вратило. Затоа што јас секогаш кажам дека тоа што преку вечер доаѓа, оние ултра познати фаци преку вечер, дали е тоа од YouTube, дали е тоа од не знам некое шоу имаше Балканов многу реалити шоу, така и ќе отиде реално што оставаш ти во светот со тоа што некаде се глупирал. За 3 дена ќе дојде некоја друга будала, исто ќе вика, ќе се совлече голна камера и знаеш како сексот е нешто што продава од која постои човекот. Не измисливме ние топла вода. Да. Туку дали ако после 10 години некој на YouTube гледа и му искочи како си подкастот, па ќе чуе нешто, ќе рече имало некој правило подкаст, оставаме американците кои што викаат легаси, оставаш нешто. А тоа дека некој се глупирал, луѓето мислат дека тоа сака публиката да гледа и затоа такви глупости прават. И многу ја потценуваме публиката затоа што публиката не е глупава. Че никој не е глупав. Да, сите сме чашитки, сите сакаме да оговараме, тоа ни у човекова природа. Сите ни интересира. Ја сега да ти кажам кај сум излегувала, кој ми бил дечко, за маш ми, за било што да ти зборам, ќе ги интересира луѓе, нас не интересира тоа, ќе има некој косата каква ми била, каре минут ќе ми види, значи такви има еден куп. И несвесно луѓето кликаат такви работи, има нека нешто подлабоко ќе се задлабочат од тоа, некој што кажал како бил пијан на одмор, па извини ни прв ни последен или последна, нели, како и да. Да, ја неретко се смеам, кога сакам да се опуштам, да ја пуштам главата на пасен, ќе пуштам некој реалити шоу на Netflix или шоу и да е, нешто што никогаш ја не би го гледал за да научам нешто тоа или да. Ама нема ни да го памтиш, зашто ше 100 ке има такви после. Ама сакам да си ја пуштам сега, сум не знам, цел ден работа, навечер идам дома, ќе пуштиш не знам една-две епизоди реалити шоу или некоја рендом емисија на YouTube, да си одмориш главата, да не мислиш на ништо, да се насмееш на некоја глупост што ќе направи некој и после тоа идеш да спиеш или не знам, продолжуваш со животот. Но тоа е така. И баш сега ова да не воведе од самиот разговор за подкасти, например, пошто сакав да направиме повеќе муабет, за тоа ти имаш свој подкаст, Анекта, таа што раскажува приказни или кажува приказни. Кажи ми малце повеќе за, пошто ти спомна дека имаш бекграунд здравство, ама и исто беше новинарство. Да, доека студирав, работев као медицинска сестра. Така. Од каде идејата за подкаст? Ова сум го зборала на неколку места, еве ќе го споменам уште еднаш. Јас најмногу известував и правев теми за маргинализирани заедници, за луѓе што реално не се атрактивни за информативните дневници, за она што според уредниците широката маса сака да го чуе. И сватив дека кога да направам некоја интересна тема од здравство, за луѓе што се со попречено, за женски права, да не ги набројувам, значи сите оние луѓе кои се на маргините во едно општество, сваќав дека и во вестите сум јас на маргините. Значи оди ВМРО, СДСМ, суд, нешто меѓу време некој скандал, секој 3 дена нов и на крај, значи имаш некоја страшно добра тема од образование или од некој најобичен човек како сите нас од улица. И тоа никого не му е гајле. Иде на крај на вести, а тоа се темите што реално луѓето забележав дека ги интересираат и по тоа те препознаваат. Јас не велам дека е лесно ти да известуваш за политика, ама не може да биде тоа предуслов за да се занимаваш ти со новинарство. Во ред има многу добри истражувачки новинари, новинарки особено, мои колешки што сум работела и со нив, што се страшно талентирани, страшно паметни, си ја сакаат работата. Ама не можеме ние сите што сакаме да се бавиме со новинарство да бидеме истражувачки новинари. Значи не сакам, ни знам, ни имам јас трпение 1000 документи да ги чепкам и се, не можам. И затоа мислам дека ми треба канал на кој ќе може јас да се изразувам и да ги викнам оние луѓе што и доколку би ги викнала во друг медиум ќе имам многу малце време да им посветам и не доволно, затоа што и поради немањето на сектори во една редакција ти денеска известуваш од суд, утре економија, задутре нешто друго и тоа е целото површно. Ти не можеш да бидеш експерт по се, затоа и не се состојбите во државата такви какви што не се, бидејќи ние сите се знаеме.
И си решив дека треба да почнем сама, се вратив од Прага, бидејќи живеев таму, работев во Радио Слободна Европа. Нешто паузирав и потоа останав трудна и додека бев на трудничко во мојата дневна соба, ставив само еден чаршаф како за кафана, зашто тие што ме знаат јас колку сакам да одам во кафани, не поради алкохолот, иако полака дарчанка сум, може да се каже и поради тоа, туку самиот чин на запознавање на луѓе, на зборење, самиот социјален аспект на зборување со луѓе и така дневната ја направивме кафана студио, детето одеше кај бабите и ние снимавме, потоа сега имаме студио каде да снимаме и решив дека ќе си викам луѓе што јас сакам да ги слушам. Од почеток се зафркнав, ќе бидам искрена. Почнав да викам и некои луѓе што мислев дека луѓето сакаат да ги гледаат. Ама јас изгледа или не сум толку добар новинар, или па сум многу добар новинар, ама па таа некоја моја жичка на хумор низ известувањето, низ кој јас сум сериозна, а ќе те подјебавам, валјда може у етер да оди подкастот, дека луѓето го препознаваат, зашто јас ако не сакам ти да си ми гостин, а мислам дека народот ќе те сака, абе ти ќе видиш дека јас не сакам да си ми гостин. Значи тоа ќе биде совршено интервју, можеби многу подобро од друг гостин. Затоа што ќе се спремам професионално, ама го нема тоа јас што сум. И на крај сватив дека луѓето гледаат нешто по кое што ти си предпознатлив. Колку и да е клише, испадна дека е стварно така, затоа што ако сакаш од масата да се одвоиш, зошто јас би го гледала твојот подкаст ако има гостин што го има уште на 20 места. Нема да го гледам, што друго ќе направите вие, можеби студиото е малце поинакво, нели? И твоите прашања, но што ново би ти понудил некој? Не можеш ново да извлечеш од некој како веќе има, не знам, 3, 5, 10 сати веќе на интернет од него и во многу краток период, според мене. Тоа. Нема и така и јас сакав, и само да викаш и ние баш кога концепиравме подкастов, кој да викнеме, кој би ги викнали, јас секојаш гледам прво да викнам луѓе кои што или ги знам или знам дека би можеле да имаме добар разговор. Тоа ми е мене, бидејќи ја подкастот барам го гледам како медиум кај што ти стварно можеш некој да запознаеш. Саат, 2, 3 некои подкасти да ти поеќе, ама како медиум таков кај што на никое друго место ти можеш да запознаеш некој длабоко, подлабоко од, не знам, интервју за на телевизија или некоја емисија. Веќе можеме да идеме сега и ти у било која насока, кај што сакам. И буквално ја слушам одамна подкасти и секојаш сакам да слушам подкасти вакви, кај што јас се чувствувам како да сум дел од разговорот. Не можам ништо да кажам. Не можам ништо да кажам, нели, мислам, можам ја да кажам, ама никој нема да слуша. Си збориш пред телевизор. Ама се чувствувам како да седам со нив на кафе или на пијачка, на било што, и јас сум дел од тоа ми е убаво. И така беше, дај ќе викаме луѓе кои што може и не и ги нема на секаде, ама јас знам дека барем ако ништо друго ќе поминеме саат 2, убав разговор, ќе снимаме, ќе оставиме кој сака да слуша. Може да слуша. И ке долгиот контент е доброто што таму останува во просторот. И сега ако некој те открие после година, 2, 3, ќе ги гледа сите епизоди. Јас, например, така правам. Може не сум ги изгледала сите на некого, ама враќам епизоди. Прва епизода на нечив подкаст ми била, да речеме, 150 и после се враќам ако ми се свиѓа некој, така што не може се надевам, освен ако нема некој крај на светот и крах на интернетот, ќе стои таму на YouTube, знаеш, не може никој да ни го земе што стои на YouTube. Да, баш кај јас што најчесто слушам аудио подкасти, сега може би правам некој трансфер да слушам и да гледам видео подкасти, ама бар на RSS фитот ќе стои таму за секојаш и Spotify, Apple, секаде и можеш да ги слушаш и тоа ме убаво. Колку е за тебе, спомнавме и у самиот разговор пред да се договориме, тешко некојаш да закажеш луѓе. Колку е тој фактор закажување луѓе, убедување некој не е најлесно да убедиш некој сега да збориме саат 2. Мене ми е лесно да зборам и тебе ти е лесно да бидеме појавни
што и да кажам, мене не ми е проблем. Ма колку е така некојаш да кој имаш тој гостен, знаеш дека ќе биде добра епизода, да го убедиш, да го договориш. Јас сега морам да кажам дека тешко ми е затоа што е за секоја недела и затоа што е долг форматот, ама од друга страна е лесен оној именик што го добиваш кога си новинар. И секој те знае од некаде, дури да не знае дека си веќе во некој медиум, така и ќе разбере каде си и ќе дојде. Значи пак се повикуваш на нешто што имаш позади себе оставено, некоја почит од нели од соговорниците, од луѓето што те знаат или некој ќе те препорача за да дојде. Мислам дека луѓето кај нас се срамат да зборат. Особено се срамат тие што имаат што да кажат, што се многу паметни. Значи, мене ми пропаднале приказни, некогаш морале поради нешто, например, во телевизија да ти дадат изјава, срами ми е да зборат. Ма сега ми пропаднале многу добри приказни покрај многу наговарање, договарање, затоа што сега простор во медиумите, вклучувајќи го и подкастот каков нов медиум, особено во Македонија и во регионот, имаат луѓе што можеби во некое друго време, ако ние живееме во нормално општество, ќе бидат тргани на страна. Што нешто не треба да им е срам да зборат. Треба да им е срам толку многу да ги има во медиуми. И луѓево што знаеш дека завршиле по 3-4 факултети, освојувале награди по светов, зборат 7 јазици, значи не знаеш какви приказни. И ниф им ја срам бидејќи на некоја таму малска будала не е. Што ние да сме здрави како општество, таквите луѓе ќе ги тргнеме на страна. И јас се залагам за тоа дека ние живееме во демократија, во демократско општество и дека секој може све што сака да си каже, ма не може да креира јавно мислење. Ние не живееме во Америка, немаме амандмани, кај нас има поинакви закони и ако не внимаваш што збориш, ако кај нас убавите закони, зашто ние имаме многу добри закони, се во пракса се почитуваат, некои луѓе ќе лежат и во затвор и ќе одговараат кривично. Ама кај нас се чини дека се охрабруваат таквите луѓе да зборат, па тие што се паметни, стварно што имаат некоја длабочина во нив, се тргаат на страна бидејќи можеби тоа и бидејќи ние сме воспитувани во некој таков би рекла фолклор. Така сме воспитувани дека попаметниот попушта, се трга, нема ти што да се правиш паметен и оставаме секој што сака да се зборува што сака и сега знаеш како. Јас имам работено во сериозни медиуми, внимавам на етика, мислам дека има морал во себе, на етика, како што кажав, секогаш внимавам, дел сум од новинарско здружение, од синдикатот на новинари и медиумски работници, за кои се трудам и се борам моите колеги и колешки да имаат работнички права и да им се подобри статусот. И не може јас да бидам колега со секој што купил микрофон. И затоа е многу важно и фала ти што ме покани, меѓу другото да зборуваме за вакви работи, бидејќи не можеме да бидеме колеги, затоа што јас имав и од мои колеги коментари од типот, па и ти сега јутуберка ќе станеш. Луѓе, светот функционира така, да извадиме машините за куцање, ако не и погулаби вести ќе праќаме. Мора ние да се трансформираме. Гледам дека се менува и кај нас, но многу поспоро, сега тоа е дел ради ресурси, дел што нема луѓе, зборувам за во новинарството. Се менува, ма колку што може се менува. Сега, до 2013 во сите скоро телевизии немаше компјутерска монтажа. Сега да не збориме зошто немало какви кранови и што, ама се трансформираат работите. И затоа треба, еве, дури некој да не е новинар, ако се занимава со ова, мора да има некој морален пресак во главата. Не може секого да пуштаме во етер и ние да не реагираме останатите. Да викаме дека нема врска, бе, тоа проаѓа кај народ. Бе, не проаѓа тоа кај народ, тоа има. Народот гледа тоа што има, да има нешто нормално, ќе гледа друго. И сега пак ќе го споменам ова по 200 пата, но мислам дека треба да се спомене во желбата сите такви залутани луѓе да бидат нешто поразлични, стануваат медиокритет, затоа што не прават нешто поразлично. Знаеш, јас и ти има уште 5-6 што се трудат, што се мачат, скоро без ресурси и се да прават, се луѓето што треба на овие да им кажат као чеке бе полека. Јас знаеш како, ако ме прашаш, ја мислам дека некои мои епизоди треба да имаат 500 000. Немаат. И
борет, си викам на крајот, па не ни Океј, мора. да. Има во една епизода дечко каде што кажува, бивши зависник од друга, каде што кажува дека сакал да се убие. И отиде вирален рилот. Да. Знаеш ли какви коментари имаше? Што си имал ти проблеми? Па пубаво да си се убиел. Како татко ти не те утепал? И ја викам, мене не треба да ме гледаат овие будали. Не ќам се ирџи да ме гледаат. Ако мене би ми била публиката, што доле ке пишува ова е грда, ово е дебел, иди уби се, па мене такви луѓе сирџи не ми требаат, затоа што утре ако направам поддршка на интернет, кој што странци ја прават со Patreon, знаеш кој ќе уплати од нив? Никој. Они се тука само семки да грицкаат и да јадат работи што не се за јадење. Да не претерувам многу. Ма не, така е, еве, ние истото ја го приметив, кај имавме рел исто да стане семај вирален, кај што Ребека, која што ни беше гостинка, збори за колку тој искреноста и заедницата и помага која се наоѓа во некоја дупка на безнадежност. И сега ти од една страна имаш луѓе кои што баш тоа ми е мило дека окей, овие ни се публика и стварно убаво реагираат, се споделува, има прегледи, и од друга страна гледаш најчесто машки над 20 години кои што ретко кои имаат профилни стаено, коментари од истиот тип, тебе ти треба, не знам, да се напиеш, ова ти треба, она ти треба. Човек, ако не сакаш да го гледаш, ако скролни, као најлесно е. Ама тоа е она што викаш, да, некојаш си, па не ми требаат на мене, не знам, 500.000 прегледи или милион прегледи, ако полот коментари ќе видат ова, и после тоа среќа, нели, со Ребека се смееме за коментарите, пошто се знам, ама ти ќе дојдеш во ситуација после тоа што викаш ти преска да луѓе кои што знаеш дека имаш што да кажат, знаеш дека ќе помогне и на други луѓе, ќе ги видат коментарите и ќе се откажат. Нив не им треба тоа се луѓе да ги замараат, да им пишуваат глупости по социјалните медии. Си живеат живот, успешни се, не им треба некоја таа надворешна валидација која што многу од луѓето ја бараат. И тука го гледам нека се нервирам, ама сум као, знаеш, тоа што спомна и ти, некој ако после 10 години виден, еве, оваа епизода да изгледа, да излече нешто, тоа е успех. Мене не ми е успех сега ако ние имаме, не знам, 100.000 прегледи. Не, тоа таквите работи ќе дојдат ако некој е вреден. Значи си сега, знаеш, и тоа е многу клише кога велат само работи, биди упорен и во рета. И јас се залагам за тоа и така правам. Но пак ќе кажам, ние имаме проблем, сега ќе го споменам починатиот српски глумец Небојша Глоговац, што имаше во едно интервју многу убаво кажано дека го нервираат луѓе што имаат некоја сточарска енергија, значи кај нас ќе се преведе како волудол, бидејќи не зборуваме за сточари, тоа се кротки вредни луѓе, што немаат никаков морал, немаат никаква етика, ама они само би да пробиваат. Значи ништо не знае, нема никаков длабок утисак, како и да се викаше, впечаток, да, сега дека глава си го преведувам во светот, немаат ништо, они се упорни и вика, па што ако зборат лошо за мене, бе важно зборат. Ја нема да искачам од дома. Мина ми вика цело време, пак се задржувам за тоа, мина ми вика цело време некој дека ја тоа што го правам не чини. Значи јас не знаеш колку сакав пејачка да бидам. Ја ги замарам сите на свадби, на прослави, по дома на караоке, јас да не видам микрофон. Ја дека, знаеш колку не знам да пеам, не дека не гаѓам ноти, ама дека јас звезда ќе станев, немаше да. И замисли јас сега да бев пејачка на аутотюн и мене сите да ми викаат ти си најубава, најпаметна, па стани пејачка. Треба малце некојаш да имаме у главата да си речеме стоп, ако за нешто не те бидува, ќе застанеш човече, тргни се на страна. И е друга работа што луѓето не ќе да доаѓаат и да гостуваат сега, нели веќе во подкасти, во медиуми, во телевизиите пак имаат некое влијание, па доаѓаат. И тоа што медиумот го изгуби она за кое постоеше, односно да информира и да едуцира. И луѓето немаат никаква доверба во медиумите, поради тоа што првин ќе ги шиканираат по социјални мрежи.
друго што на разни дебатни емисии секакви експерти гледаме, па не дека има некоја тежина, си бил експерт во Македонија, леле, многу јака работа. Сега ти доле пише дека јас сум експерт за ментално здравје и новинарство. Што сите измислија дека постојат професии и експерти. И луѓето, мене ми е многу жал што јас ја немам таа генерација на колеги што работеле во македонска телевизија, каде што имало едно понормално новинарство, каде што имало пат како ти ќе станеш новинар, па ќе читаш, па кафе ќе вариш, па не знам што ќе стасаш после до новинар. Не може секој да се појави на телевизија да збори, не може секој на микрофон да збори без никаква дикција, да не знае како зборува и така натаму. И мене ми е криво затоа што тогаш во едно време, па и доскоро, новинарите беа многу почитувани. Сега знаеш како овие новите измислени професии што не ги разбирам, така и новинарството. Што работиш новинарка? И вака прават као уште да има кутија за донации, што не е далеко од вистина, не е платено новинарството. Луѓето жалат као ти ништо не работиш, тоа веќе не е професија. Као нас никој ништо не прашува, ние не сме важни. Што е многу жално. Жално е за едно општество која една професија која што е новинарството и кој што каже ти треба да е медиумите треба да се место кај што ќе те едуцираат и ќе ти помогне да сватиш што се случува во општеството, надвор од општеството, на сека. Ние доаѓаме у ситуација да секој сега може да се нарече новинар. Ја например, никогаш не би се нарекол новинар, пошто не сум. Не сум го студирал тоа, ни го правам тоа. Мене, и сама знаеш, ни беше гостенка и на мојот прв подкаст, Истинијан збори, кај што ние бевме колеги од правен факултет, ја од политички, уште неколку од правни студии, кај што бевме корона фати, знаеме дека нас не интересираат работи за кои што не се прави толку муабет во општеството, знаеме и како да го направиме, знаеме какви дебатни емисии би сакале, па ние организиравме дебатна емисија за председатели на факултетски собранија. Па кој друг ќе организира ако не студентите, ама знаевме што сакаме, знаевме како да направиме, бидејќи знаеме што ни пречи, што ни смета кога гледаме некои дебатни емисии или кога гледаме интервју со политичари. И пробуваш, некад се сеќавам, тоа ми е најкомична ситуација, кај што имаш ситуација да ги имавме, не знам, сега веќе валјда поранешен ќе биде градоначалник на аеродром, нели, што и да станува, и Мила Царовска ни беа гости, еден по друг, и двајца да ни кажат Џастин Трудо дека им е омилен, не знам, идол у политиката. И мене, како може бе Џастин Трудо да ти е, а ти си демохристијанин, таква партија представуваш у Македонија. Сега не можеш тоа да му го кажеш, пошто пак си студент, не знам. Ама ние се утепавме од смеење после снимање. Како може така? И такви некои работи, работевме, ама тоа беше првото. После прва епизода почна да не напаѓате, вие сте од овие, СДС плаке. Човек, ние кој не плаке да не плакеше, па камери ќе не даеш убави, ќе на Zoom снимавме одневна. Тоа. Ама тоа е одма, знаеш, се гледа нешто да му се најде што е лошо, се гледа одма право некоја позадина. Не, едноставно, студенти сме, сакаме исто и со ова. Ја тоа баш го зборавме, не сакав да изгледа дека сега знам нешто за ментално здравје. Јас знам од моје искуство, за себе како ми е, и знаевме дека сакаме да имаме епизоди кај што ќе имаме гости кои што се професионалци, со нив ќе збориме, кога треба да се навлезе, сега и ти нема да навлеземе, што е депресија или што е анксиозност и да навлеземе сега да им кажуваме на луѓето вака, не сакам да има сега, ја ќе бидам ментално здрави експерт. Не е тоа, јас сакам да направам муабет со тебе, како за тебе, како ти го гледаш тоа, како ти гледаш работите со кои се сочуваш. И толку. Нема сега да се представам, сега, не знам, јас сум ментално здрави експерт, ќе правам, не знам, подкаст за тоа и знам се за тоа. Не. Исто, затоа и не би се нарекол новинар, пошто не сум. Така? Па да, мислам дека тоа на светско ниво е веќе новинарството пропаднато. Е многу поделено, би рекла, веќе не знам кои гледам мејнстрим медиуми ни светот, затоа што се така поставени работите. Не е дека во медиумите нема добри новинари, во Македонија има многу добри новинари
имам со такви работено и се уште работат и се многу добри, само што структурно се така работите некако наместени, ние не можеме толку многу да се менуваме колку што технологијава брзо се менува. Значи, замисли луѓе, еве колеги мои што сега одат во пензија, што работеле од 80-тите, кои се промени технолошки ги имаат они видено. Да. Добро, ајде, контекстот со држината е таа низ годините што и да се случувало, ама кои технолошки промени ги имаат видено во една нивна кариера, па и сниматели, тонци, монтажа, режија, се што работи во еден медиум, кои промени ги имаат они видено, нели, технолошки, што нас може да ни е сега незамисливо, ама замисли архивата во МТВ кај што одиш низ весници бараш, што сега на Google го правиш прилогот, го пушташ, ти е гајле и затоа може да биде секој новинар, зашто ни се упростени работите. Порано работеле луѓе што имале интегритет и што имале памет. Јас се изненадив, значи сега не ги ставам во искош, има многу добри колеги, многу паметни, многу начитани, но јас се изненадив како и во многу други уметности, можеби тоа е светска појава, но во Македонија, колку се тоа луѓе што се на работата не знаат ништо друго. Затоа што јас мислев дека сум многу важна, дека сум новинарка и дека ние треба да имаме некои подлабоки познавања од се. Не да бидеме експерти, ама да речеме да знаеме што некаде се случувало историски, за спорт, за мода, за култура, од нешто да знаеш, чамче муавет на кафе да направиш, да се снајдеш. И јас видов колку луѓе ништо не знаат освен работата, дека ти да ги прашаш нешто освен за пресови, дека не знаат. Да. И затоа ни нас девалвирана професијата внатре. Затоа што е многу лесно со еден клик, со копи-пести да направиш нешто, имено разноразни новинарски подкасти. Ова не е нели новинарски подкаст, но имено разноразни новинарски подкасти каде што и они за мене викаат многу луѓе како ти сега си јутуберка. Јас пошто нема да го викнам сега премиерот на државата. Бе не ми треба луѓе, не сакам да работам тоа затоа што во сите овие теми што ние ги зборуваме во мојот подкаст и ти ги збориш тука, пак длабоко во тоа и политиката и социјалниот аспект и нели да не ги редиме, ама политиката е секаде замешана. Сега живееме во таков систем, тоа е секаде политиката, секаде проблемот. Ако јас имав болен од ретка болест, што некој мислеше дека тоа не е новинарски продукт, нели? Ама тој човек низ маките низ кои поминал лековите кои не можел да ги најде, неговата пријателка починала затоа што немало лек за таа ретка болест, како тоа не е политика? Што е политика? Ке дадам јас простор на политичар да ми кажува брда и планине во ред. Не кажувам дека никогаш нема да викнам, но мене фокусот ми е да викам луѓе што страдаат од политиките системски што се носат со години. Тоа што некој може би многу рипам од тема, ама вајде има некоја конзистентност. И тоа и затоа и сакав да збориме, бидејќи сакам овие работи да ги кажеме, на крај на денот се е политика. Тоа колку пати ја го имам слушнато како... Да не бидам сега со двете раки, не збориме за политика, на слава, две раки покасно. Ја правев на Америка. Кафе Ма не, ама се е политика. Со професорот Марковиќ и со други професори од правен факултет, тоа го збориме цело време, се е политика. Самата ние договарање, па снимај и ова е политика, сега и ти што правиме. Ама како кај нас се сваѓа, нели, политика, политички партии, се е израмнато на нула. Сакам да ми кажеш што мислиш за тоа дека сите имаат сега подкасти. Таа некоја изјава која што секојдневно ја кога го почнав, Јустинијан збори, голем дел од Македонија не знаеш што се подкасти. Сега веќе... Па да, не беше толку одамна, у светот беа многу популарни. 2020, Џо Роган од која снима, например, моментално најпознат подкастер во Америка. А овде не знаеше никој. Сега има повеќе подкасти и не знам, ја налетувам на коментари нон-стоп по социјални медии. Сега уште овој не отворил подкаст. Ја имам своја мислење, но сакам тебе да те слушам што мислиш за таа појава и за тие коментари, например.
Во рето да има хиперпродукција на нешто, затоа што кај нас е сега многу популарно, многу покасно. Мислам дека кај нас стана многу популарно од кога видоа луѓе дека тоа може да се прави пари, пошто ние мислам дека менталитетот наш балкански е таков дека ако може јас да те заебам, да не работам, да земам 2 микрофони и за 2 месеци да имам пари и 5 спонзори. Значи првото прашање кога јас кажав дека ќе правам подкаст, ме праша дали имаш спонзори, дали имаш пари. Затоа што нели треба јас зашто сум убава и паметна, вака да има пари од озгора и они ќе речат ние на невидено тебе ќе ти дадеме пари, ама од подкаст се правело пари и мислам дека тоа е првата причина зошто почнаа толку подкасти да се прават. Да, лесно е сега во Македонија, во Македонија опремата, еве која и вие ја имате, може да се најде сегде. Можеш и нешто што не е толку квалитетно да го купиш, ќе ти заврши работа, ќе подсобереш пари, ќе купиш нешто подобро. Да. Не е толку страшно, се извинувам, пошто има се е достапно со телефони, можеш да снимаш. Лесно е од таа страна технички, но тешко е да опстанеш, затоа што пак ја споменам, треба да договараш гости, да правиш брифинзи, да смислиш прашања, значи можеш пак во главата да ги имаш. Мене ми е многу интересно кога луѓе ќе ми кажат за некои гости што јас немам врска допирна со тие теми, демек што убаво збореше, не мене ме болеше главата 7 сати после, ма сум се спремала со недели и недели, затоа што дел од новинарската работа и подготовка на тоа интервју, затоа што интервјуто може би изгледа како многу лесно, но од сите жанрови новинарски е најтешко да се спреми, треба нели искуство и живци и време и некои други тактики за да биде добро интервјуто. И не е лесно, има многу, еве со подкаст МК платформата, агрегаторот што го направивме, имаше некаде околу 70, што не е толку многу, и гледаш дека стасува до 10-та, 20-та епизода и ги снемува. Затоа што 10-20 епизоди не се ни пола година, не па година. И затоа што луѓето пак, еве, по 20 пат ќе го спомнем, очекуваат преку вечер успеси. Значи, ти ако правиш нешто здраво и правилно, не може да има преку вечер успех. Никогаш за ништо во животот нема преку вечер успех и потоа ги снемува подкастите. И ова ќе биде истото, едно време коментираа цело време сите кои сакаа рапери да бидат. Која Слаткар се појави, многу млад и почна сегда да го има. Слаткар нема ни 40 години сега, што има позади него. И едно време сака да бидат сите рапери, сите правеа, снимаа, па имаше некои фристайл батлс, не знам што, и од тој цел бранд на сите сакаме да сме рапери, останаа само 2 бона, колку што знам јас во Македонија. После Слаткар, од тој калибар, нема некој познат рапер, освен 2 бона. Истото беше едно време, луѓе многу издаваа книги, секој издаваше книга, ти текни издадеш книга, и тоа збор. Ман бе, уште овој нема книга, е добро да не ти зема од тебе дома пари, сега кој издава книги? Никој. Луѓето што тоа им е професија, нели, што се писатели, што се книжевници, се смали тој обрач на кои луѓе, истото ќе види со подкастите. Затоа што, освен ако ова не ти е професија, мене ми е ова професија, или доколку не си убедена да го работиш ова, ќе се откажеш затоа што е напорно да договориш снимање, да снимиш, да се брифираш, да останеш истрен. Сега тука ќе ја споменам колешката Сонја Николовска, сега ќе се пензионира во Телма. Многу позната новинарка, почнала во МТВ, во Телма има работено како уредник, како репортер. И она се заминува после 40 години од новинарска кариера, доби награда за животно дело. И сега, нели, да ја направиме математиката, замисли секој ден да треба да си вака пред камера 40 години. И треба истреност. Знаеш, после 40 години, предпоставам дека не сите од незината генерација останале, се откажале по пат сигурно многу луѓе и прекинале да работат. И треба истреност. И на крајот на криштото ќе видиме со тек на годините кој ќе остане. А тоа дека кај нас се мрчи, аман бе, секој има подкаст. Значи јас те убедувам, било кого да убедиш на телевизија, бидејќи сум работела во телевизија, анкета на улица се прави најстрашно. Кој ќе видат, овие камери се мали, нели? И дозволува тоа сега технологијата, но ние големите бродкаст камери, што уште се користе и се користат, кој ќе видат снимател со камера од без талак вака на рамо, што е
20 кила искичмен и ти со микрофонот вака трчаш, бе луѓе знаеш како бегаат, па нека направат подкаст, значи најголемиот страф на луѓето е страф од камера. Јас што немам никаков проблем кога е нешто во живо, сега гостува во МТВ пред некое време, тоа студиото ти не знаеш колкаво е, значи ја не сум мала, висока сум, кога влегов вака си изгубив кај сум, такви рефлектори, кранови, се имаше, значи пак имаш некоја трема. Ако мислат дека е лесно, нека купат микрофони има за ефтини пари, нека снимат, нека пробаат, па да видиме дали е толку лесно, зашто у 20-30 епизоди ќе си ги викнеш другарките и другарите и после да видиме што ќе правиш. Пошто, знаеш, се надам дека ова не звучи надмено или нешто, туку веќе ми е преку глава дека сите за се нешто мислење има. Знаеш, као сега јас да викам, аман бе сите стана мајстори за колиот и пари има. Не знам, ламела не, така се вика, ламела не знам да сменам. Значи, шо има јас да зборам? Уствари нема мајстори, не знам зашто ги спомнав, никаков мајстор не ме удржавава, аман магистри станаа сите. Значи, не ве земав да ве тепам да ме гледате, ни па да ми снимате, ни па да ми дадете пари. Мислам дека така, ме нервира едно време тоа коментарите. Што нели не може да не те нервира и тоа од луѓе што ги знаеш, ама па си викам, кој ќе ти текне дека луѓето за се зборат, сега ако за се си ставаш на срце, ќе полудеш и веќе не читам коментари. Сега, главното прашање, дали е подкаст или подкаст? Не, сега ќе ме разчеречат. Зависи од ствари кој како ме гледа, нели, објаснувањето на зошто е подкаст со Д, е дека доаѓа нели од бродкаст, од ваква, поедначење на звучност е подкаст, затоа што и така го прифатија нели јазичариве. Сега ако одлучат некако поинаку, мене ми се прифатливи и двете. Кај мене е со Т, некој со Д гледам користат, сега нели. Не, те прашам бидејќи некој стварно работија за кој што се нервираме, убаво каже ти преска живееме во едно многу мирно време. Ако на нас најголем проблем у државата е што имаме сега подкасти и нека дали не биде само тоа. Тоа. И тука некаде сум чека бе се ќе се расправаме за дали ќе биде со Д или со Т. Па нека биде и со двете, не е битно. Па или да измислиме ние нов збор, ние од речникот од која го немаме сменато, мислам го сменивме толковниот речник, пошто во Македонија не сватија што е толковен. Па им сметало овој назив бил таков, луѓе толковен речник. Ама добро, нови зборови немаме одамна во јазикот, за жал. Не се модифицира толку и ако сме решили да е подкаст од америчкиот, ќе си го викаме со Т или со Д. Нема, не прави некоја разлика. Кажи ми, спомна подкаст МК. Кажи ми малце поеќе за тоа. Од каде е идејата, како настана, што е? Подкаст МК, уствари видовме дека има подкаст РС од Србија, ама ке нив постои од пред 5-6 години, кога беше баш бумот на подкасти. Да. И видовме дека кај нас нема агрегатор за подкасти, нели како што е TimeMac, Grid, други вешто се, затоа што имаме некоја навика кога сакаш да читаш вести, си одиш на TimeMac и си читаш вести од каде што сакаш, најлесно е отколку да ги бараш и за подкасти немаше, и нова се работеше некаде 6-7 месеци. Од кој го пуштивме, го преправавме, го модифициравме, затоа што ни беше страх дека некој пред нас ке пушти, не дека беше толку важно, ама сега реално гледаш на пазарот нешто прв да пробуташ. Гледам дека има убав одзив, затоа што некако саќе треба време, тоа е од 1 март, не може за 3 месеци, 4 нели да има вкузни каков бум. Ма некако луѓето изгледа се навикнаа да кликаат, има убави бројки. Не ни очекував, мислев дека ќе има бројки нормални, ма се изненадив, уствари колку луѓе кликаат и гледаат од таму, затоа што буквално функционира како секој друг алгоритам. Може по категории да гледаш, по име, по најнови епизоди. Имаше луѓе што се јавува, што ме прашува зошто нивниот подкаст е подолу, да им кажам дека тоа по азбучен ред не е моја вина. Па мора на да правите подкаст. Тоа функционира така, или некој ми замерија зошто некој сум ставила, значи луѓе агрегатори како TimeMac, што да правам јас, секој што ќе направи подкаст, освен ако ќе биде таму. Сега за сега е добар, сугестии се примат, гледам дека и креаторите и ти нели ми пиша дека тие што креираат подкасти го забележа
Па на кај ќе тера, јас се надевам дека на луѓето ќе им стане навика на едно место да гледаат, затоа што тешко е дека сега јас морам на твојот профил да одам, па дали ми се појавило сторито дека имаш нова епизода, нотификации на YouTube еден куп нели ни стасуваат на сите, нема ни да ќе ти излета, ќе ти отиде. Не, самиот алгоритам на YouTube не е таков да веќе ако се субскрайбеш, но ја на пример сам не користам subscriber homepage, туку едноставно homepage е алгоритмот на YouTube ти ја прави да тоа што гледаш без разлика ти дали си петлат на тоа или не, ќе почне да го покажа. Сега ја дека ја гледам својата епизода чисто да видам дали е се во ред, ми искочува секогаш кога ќе ја ставам, ама тоа мора да биде убаво е така што има на едно место кај што можеш да идеш, ќе видиш и мислам дека што е исто многу важно е таа некоја константност. Ако подкастиве идат константно, еве гледам ти секој петок, ние секоја среда, ќе ги навикнеш луѓето. Јас сам знам по моето конзумирање на подкасти, ја имам неколку подкасти кои што знам дека тоаш ми излегува сабајле кога искочам да дојам до работа, си ја слушам и секоја сабајле среда, понеделник, среда, петок, тоа ми е. И ти станува навика ама за тоа треба време, и сама кажа. Да, истрајност треба, ќе навикнеш публиката, сега не може, еве мојот од 15 септември подкаст. Не може да очекуваш ти се за 6-7 месеци кузни каков бум, доволно е, станува видливо, еве колеги, водители други, ќе те викнат, ќе ти пишат луѓе. Успеав да влезам во потесен круг за подкаст серијал во една невладина, еден центар за документарни филмови од Бугарија и полека се наоѓа патот. Алгоритамот за жал на ниту една социјална мрежа сега не е на страна на никого, ни на тие што имаат многу следачи, ни на тие што имаат малку следачи и баталив да гледам и колку лајкови има и кој шернал, затоа што знаеш како, дури чудно ми беше на Facebook, гледаш дека имаш рил еден што има 150.000 гледаност и другиот има 300. И како? Не ми е јасно како, мислам, што по која, како од мета на македонски кажуваат кои ќе го бустаат повеќе. Нејасни ми се бројки, некоја ќе ги видам, нејасни ми се. Едно нешто има и тоа не на луѓе се што се познати. 300 лајка, друго има 20. Викам, не, можно не е ова. Истиот човек на 3 рила не да е разликата од 1000 од 2000, туку од 100.000. И си викам, тоа да прекинам да го ловам алгоритамот на чива страна, јас да си работам само по пат ќе се дојат работите. И тоа што збориме ние како тим, сме како, окей, дали изгледа добро подкаст, изгледа, дали знаеме дека пласираме добра содржина, едно што ние сам си свесен ти дали имаш добар производ или не. Колку и да се лажеме и да си викаме ова е... И не може се да е добро, мислам се, не може. Па тоа, од 10 епизоди 10 луѓе да се интересни. Нема да бе, ки имаш некои што се подобри. Ја у бейсбол ги преку бейсбол термс ги не знам, хоумран е најдоброто и на секоја епизода имаме таму спречит, си ставам дали ќе биде вака, онака или сами знаеме, ама те зафркнала некога што интуицијата, зашто јас на луѓе што сум мислела дека леле ова како ќе пройде, не прошло. И на луѓе што сум мислела дека нема, тоа толку било, не знам. Ја не ме зафркнала кога пред да снимаме и после снимање, мислам дека бројките, бројките. Јас сум мислела некој викам ова гази сега, ништо. Не. Ја на пример знам дека окей, со луѓето со кои што сакав да снимам и со кои што знае дека ќе биде топ епизода била, ама после тоа мислиш дека и другите така ќе ја примат или не знам што и да, алгоритам ли е, што и да. И после ги рекеш, чекај стварно, сега ова епизода има толку, а гледаш дека ова кој што знаеш дека е подобра. Нема, и така и не само за како си гледам и другиве подкасти кај што не знам сега еве твои епизоди кај што
ке изгледаш некој си викаш, зашто има толку малце прегледи. А гледаш, не знам, друга твоја епизода има премно многу повеќе. Сега може да според, Ја не се борам веќе со алгоритмот, пошто мислам дека никој од нас веќе не може да го свати. Не може. И нон-стоп се менува, нон-стоп нови работи. Значи, јас влегов во алгоритм на Facebook на Цеца Ражњатовиќ и на Аркан, не само на Цеца. А на Инстаграм во моментов ми излегуваат само рецепти на бразилски. И викам, па добро. Мене ми е интересно. Не знам како. Алгоритмот што ми е на Инстаграмот, како си? Ето, таму све ми искача. Нема никаква врска, пошто не го користам као профил. Туку, постираш, заследуваш луѓе кои што, не знам, ми гостува или кои што се знам, толку. И некојаш така ќе видам, да видам што има. Тоа се најрендом работи од некојаш е спорт, некојаш е музика, некојаш што и да е. Мојот алгоритам е едноставен, спорт и Партизан највеќе, пошто тоа е многу стриктен. Само Цеца од кај залета не знам, ама имам гостување од 90 навака. И така што ако може мојот подкаст да се хакнува како Цеца по луѓе, би апелирала преку вашиот подкаст. Би манифестирала, нели, тоа е нешто ново што не го разбрав до крај, ама манифестирам како Цеца и мојот контент да се пробива. Да се пробива, тоа би било топ. Сега да те прашам последно за подкасти. Дали имало некоја епизода кај што или како, например, пошто ти снимаш со луѓе и не ретко тие приказни се лесни приказни. Ти напротив се многу и тешки, некојаш и за, верувам, и за зборење и за слушање. Како тоа влијае врз тебе? Бидејќи зборуваш со луѓе кои што имаат стварно тешки приказни и тешка сторија. Дали има тоа некако влијание врз тебе као личност, надвор од тоа као подкастер или новинар? Па мене некогаш искрено ти кажам, ме боли глава од моабетот, првно зашто збориш многу време, нели? Да. И од самите приказни, ама некаде длабоко мислам дека многу се навикнав на дијализа кога работев, затоа што додека студирав работев во центар за дијализа како медицинска сестра и сега кога работиш со хронични болни, каде што ти ги гледаш 3 пати во неделата, што веројатно повеќе од твоите дома и од пријатели, се зближуваш со тие луѓе, а тие луѓе нератко освен самата болест имаат многу тешки судбини, многу тежок живот, тука доаѓаат цело време, кој може да работи, кој не може да работи, дел од нив и социјални случаи се и не дека можеш да се навикнеш, ама се навикнуваш на моментот да слушаш цело време такви работи или дека можеби некој од пациентот на редната дијализа нема да дојде, затоа што покрај тоа што неговите или незините нели бубрези не функционираат, има уште 100 болести, шекер, висок притисок и да не набројувам. И некако со самото тоа што си имаш прифатено дека на редната дијализа можеби некој нема да дојде, си помагаш и да не се приврзуваш многу, иако е многу тешко да не се приврзеш, како што кажав, кога гледаш некој често. И мене ми помогна работата на дијализа многу, затоа што јас сум се уште човек што е многу смирен и што не панич. Знам јас да испаничам. 12 сати кога се возев у Америка или сега пред да дојам навака во автобус ми беше топло, па викам сега ќе умрам, тука ќе се онесвестам, ќе бидат бруки. Ама во моменти кога е жижата, кога е страшно, тоа адреналинот ми прави глупости, вајде затоа почни да ми беле косата и ќе си ги видам последиците понатака во животот, што јас во моментот се исклучувам од тој адреналин. Зашто знам дека јас не можам сега да плачам бидејќи гостинот многу тешка судбина имал или ми кажал нешто тешко и мислам дека на некој сличен начин кој што прават луѓето што се психијатри или психолози се исклучуваш. Значи ти пак го слушаш човекот, ти имаш нели некоја доза на емпатија и се, ама доволна за да ти сега не се распаднеш. Да. Глупаво би било сега да ти зборам ти да плачеш. Мислам, од една страна непрофесионално, луѓе сме и се тоа. Јас после тоа ќе дојам дома и ќе плачам. Јас кога работев на дијализа сум доаѓала дома и од стресиот се имам и повраќано и 300 работи, ама ти во моментот кога треба да му помогнеш на човек што треба да му го спасиш животот, ти не можеш сами на жал ми е некој млад бил, забораваш, толку си јадел, стануваш, му помагаш и телото не се сложува со тебе, во моментот си на тој нели адреналински раш, како и да го викаат, и после се распаѓаш. Истото и со новинарството, мислам дека
медицината ми помогна многу да не судам луѓе, и што никој што дошол кај мене на подкаст, на интервју претходно, не се чувствувал дека јас сум над човекот или дека прашувам неразбирливи прашања, затоа што знаеш како тоа е, дека ги спомнем експертите пак, многу често доктори, адвокати сакаат тоа да го прават кога се во медиуми, па сега ќе почнат ќе викаат Максимус, ова, синистра, декстра, бе не разбираат луѓе. Че ти мора на јазик што е нели преджвакан за широката маса на луѓе, да може да се разбере. И мислам дека така научив да се справувам со стресот, не дека нема влијание, ама медицината ми помогна многу затоа што нели едно од најблагородните професии ти помага да се ослободиш од предрасуди и да се справиш со стресот подобро, затоа што може да ти е жал, може да си емпатичен за луѓето, ама не можеш да дозволиш се да те руши и толку да влие, затоа што не можеш да функционираш. Да, поготово ако имаш некоја улога која што е доста важна и сега едно е да се на подкаст пак можеш да си го дозволиш некоја штоаш, бидејќи некојаш приликите дозволуваат, ама на диализа, на медицина не можеш. Бидејќи твојата цел е да им помогнеш на луѓето да некако да се справат со тоа. Сватив дека јас го имам истиот пристап со луѓе што имаат тешки животни приказни, исто како со пациент на диализа. Затоа што таму тоа ми помогна. Знаеш како никогаш сватив дека на некои луѓе, еве го почнавме подкастот со како си, и сега знаеш како има 100 болести, више трет па доаѓа у неделата на диализа, знаеш како е, и сега ќе доам океза на ваква, знаеш ти со најдобри намери го правиш тоа, бидејќи мислиш дека на некој ќе му помогнеш така или ќе му биде убаво во денот што му, ама на некој не му е. На некој не му е. Зашто иде 20 години на диализа и ја океза на вака трчам од врата, значи да стане да ти ја шлапне, не поддржувам насилство. Ама знаеш тешко е, гледаш некојаш газиш на јајца што викаат, за да не навредиш некој. Имало пациенти на пример што јас 2-3 години сум ја слушала истата приказна и јас сум викала стварно. Истото и ти го слушаш 3 пати во неделата, истото. И се правиш дека прв пат го слушаш. Да. Зашто ми гостиш, зашто јас си имам фатено дека некаде после саат и пол се губиш, са некој ти кажува за смрт, за лоши работи, и ти саат и пол и не знаеш до кај си. И викаш, аха, сварно. Вика, прв пат. Од почеток да ја слушаш приказната и тоа веројатно затоа е многу убаво луѓе што работат вакви работи, дали е во новинарство или се одлучиле на правилен начин да го работат подкастерството, како и да може да се каже на македонски, членувано, би требало претходно да имаат нешто друго работено и да имаат некои повеќе познавања, затоа што теоријата е едно, ама во пракса зборувањето и разбирањето со луѓе е сосема друга работа. Да. Да, мене мислам највеќе ми помага што тоа е баш те свакам самата работа како тренер, например. Сега ти се случува играч да ти се повреди, ти не можеш да плачеш како другите играчи што децава се плачат, гледат што се случува. Ја го сакам детето и ја сакам да плачам, ја после и отидов се исплачав самија. Ама во тој момент гледаш, окей, ситуацијата е таква, ја морам на нив да им помогнам, за да ја пребродат оваа ситуација и после тоа да продолжат понатаму, иначе да, не е крај на светот. Тоа да им го кажеш, иако може не можеш, ќе ги оставиш да лупаат у шкафови, у соблекувална. Тоа им треба. Ама не можеш сега со нив да плачеш, пошто ти треба да им помогнеш во таа ситуација. Тоа да викнеш некој гостин да чуеме како да се справат луѓето што мора во моменти да се смирени, зашто немаат друг избор, затоа што нели тоа народски како што викаат, кој ќе се смириш мава. Па нели луѓе викаат, абе здрав беше од шо го акна срце, а тоа се веси под напон, се сеќам и на вести кога работев, иако не сум работела колку колеги други, сега треба во 3 саат, 3,5 се вестите. И тоа е секој ден на лента. Ама јас
Значи тоа пак е некоја болест, ако може така се каже, зависност, кај што ти знаеш колку е стресно. Одиш на настан во 11-12 сат, немаш време, гужве у град, идеш, пишуваш и излегуваш од монтажи, само слушаш саат додека почињаат вести. И тоа е толку убаво. А претходниот пола саат си испушил 10 цигари, те болело глава, сите викале, сите биле нервозни и после сме сите нормални. Ама тоа веројатно долгорочно на телото, не знам што прави, се надевам еве ако имаш некој гостин да го викнеш за тоа високото ниво на кортизол и што прави во телото, затоа што и адреналин, нели, што се лачат од надбубрежна жлезда. Затоа што јас затоа на пример не одам на планини. Не сакам адреналински спортови, зашто тоа ми фали. Јас од други работи го црпам адреналинот. Има луѓе што имаат многу смирени животи, оди се качува на планина. Луѓе не можам уште тоа и ќе умрам јас, толку е срцево. Ама би било убаво да има гостин што ќе објасни што да правиме со тие пикови и паѓање на кортизол во телото, затоа што знаеш како сега ќе споменам исто колегијни во МРТВ што работат сниматели, што они тоа вика кога ќе отидат во пензија снимателите и тонците, се шетаат заедно зашто едниот не гледа, а другиот не слуша. И дека многу од нив не дочекуваат ни пензија. Така што би ти било благодарна да викнеш гостин за ризичните професии, да ни каже како да можеме да живееме барем до кај 70 години. Кога сме веќе кај менталното здравје, да не манифестираме, туку нешто конкретно да превземеме. Да, важи. Па добро, ја гледам на сад, мислам дека е таман добро време да превршиме. Ја некој знаеш би сакал да снимаме по 2-3 сати како Джо Роган, ама сум као мислам дека доволно добро концизно кажавме некои работи, мислам дека имаме добра содржина, што преска што зборавме и би го завршил овој подкаст, инаку овој мислам дека е последен за сезона. Со мене и мене ќе ми биде последно гостување сезонава, така што супер. Ќе заокружиме. Така што после ова правиме месец на пауза, ама за крај, кај со секој гостен, кога последен пат си плачала? Претходниот пиеме, секој пиеме, значи претходниот месец, секогаш, стално, за се. Која е најдобра инвестиција за твоето, што ти ја имаш направено за твоето ментално здравје? Јадење, секогаш добро јадење. Мене тоа ме развеселува, јас сум обичен човек. Да имаш можност да се вратиш назад за 10 години, што би си рекла само на себе? Сега те фати. Спи повеќе, не се пие 2 дена поред и немој да се секираш, се ќе направиш. И за крај, последно, што би ги прашала оние сега што не слушаат и гледаат? Треба јас да ги прашам нешто? Што прашуваат обично луѓе, не ми кажуваш? Нема помош. Може да порачам или треба само да прашам? Треба само да прашаш. Треба само да прашам. Кога последен пат сте му кажале на некого дека го сакат? Ето, тоа е моето прашање во дух на концептот на вашиот подкаст.